Статистика за број на заболени, информации што презеле здравствените власти, хронологија на настаните, колку вода ќе им биде доставено на граѓаните на Гостивар. Здравствените власти соопштија многу информации во врска со епидемијата во Гостивар, но не и клучното, што покажаа анализите на водата од градскиот водовод. Велат дека во текот на денот резултатите ќе бидат предадени во обвинителството, а за повеќе информации упатуваат таму. Обвинителката Елизабета Јосифовска од Гостивар најави дека ќе ги објават кога ќе ги добијат, но се уште не ги добиле. Во јавноста веќе се проширија неофицијални информации дека биле пронајдени фекални бактерии во водата за пиење. Сомнежот е дека гостиварци се заразиле од водата од водоводот, која сега е целосно забранета за користење, откако полицијата пронајде 3 пумпи во канал за отпадни води за кои постои сомнеж дека ја пумпале таа вода во градскиот водовод. Министерот за здравство Сашо Клековски вели дека околу 3100 граѓани во Гостивар досега побарале лекарска помош, а тројца возрастни и едно дете се хоспитализирани. Бројот на дневно пријавени заболени од вчера почнал да се намалува. Се уште не се утврдени причините од што заболеле луѓето, а Клековски вели дека се лекуваат симптоматски. Бидејќи се набарање на јавното обвинителство. Значи, во првиот момент кој ќе дозволи јавното обвинителство да ги соопштиме резултатите, ќе ги соопштиме. Јас сум тука веднаш кога ги дадам сите неопходни податоци. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска не одговори ниту на прашањето дали клиничката слика на заболените кореспондира со резултатите од анализите за да не се загрози истрагата. На новинарско прашање дали фекални бактерии може да предизвикаат такви симптоми, таа одговори потврдно. Доколку хипотетички зборуваме во една вода се најдат фекални бактерии, тоест кулеформни бактерии, и таа вода е конзумирана од страна, се утврди дека е конзумирана од страна на одредени лица, може да се јават симптоматологија од ваков тип, како што имаат, но тоа е една широка лепеза на клиничка слика, така да, со присуството на, доколку би биле утврдени, може да се јават вакви стомачни проблеми, како што имаат во моментот граѓаните на Гостивар. Микробиологот професор Никола Пановски вели дека не може истрагата да биде поважна од здравјето на пациентите и изговор за да не се соопштат резултатите. Ваква работа нити сум чул, нити во светот, иако многу глупости сме слушнале, особено за време на ковидот и од највисоките здравствени ваква, меѓутоа ваква небулоза не сум чул. Значи, као прво, што ако обвинителството не побараше овако резултати лабораториски? Што правеа службите? Што прави Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје? Значи, водата во Гостивар, град со 30-40 жители, најмалку еднаш дневно се испитува, без да каже обвинителството. Пановски вели дека за резултатите од анализите веднаш мора да бидат известени лекарите во Гостивар кои се грижат за пациентите за да знаат со што се соочуваат и од што да ги лекуваат.